Добар ден, почитувани гледачи. Добро дојдевте во емисијата Што ни беше муабетот. Минатата епизода јас бев гостин, сега сум домаќин во оваа емисија. Јас сум Јордан Шишовски, а наш гостин денеска е Мариглен Демири. Мариглен за јавноста е познат по неговиот активизам студентски, меѓутоа мене ми е познат како колега и колега во две области. Првин тој е колега во професор по филозофија, дипломиран професор по филозофија, а потоа е колега во областа на образованието. Обајцата сме професори, Мариглен предава во средното ликовно училиште, филозофија, а јас предам на Универзитетот Американ Коледж, факултетот за архитектура и дизајн. Всушност и студентите на некој начин не се преклопуваат. Неговите поранешни студенти стануваат често мои студенти. Денеска ќе зборуваме повторно како минатиот час за поважни теми, ми сметаме поважни од дневно-политичките. Ќе зборуваме за нешто подлабоко, ќе зборуваме за образованието, за улогата на професорот, за улогата на јавниот глас и за образованието не толку сватено како пренос на знаење, туку повеќе пренос, формирање на карактер всушност. Добре дојден, Мариглен, кој ќе го слушнаш зборот професор, кои личности ти излагаат пред очи? Дали имаш некоја лично сеќавање, лична меморија, кој те формирал како карактер, кој те насочил, да речеме, во животот? Овој фактички на старт, фала ви многу за ова мислам покана. Ова е доста интересна идеја и интересен концепт. Овој фактички можам да кажам затоа што има доста интересен таков цикличен па и сноубол ефект плюс минус во тоа формирањето на самата емисија. Ми се допаѓа овој концептот, пристапот и фактички така натаму, и ми се допаѓа моментот дека нема да зборуваме за тие досадни дневно-политички теми кои знаат овој фактички да се многу токсични и постојано да не носат во некоја безизгледна состојба во која што немаме некоја моќ да менуваме ништо, ниту да интервенираме, ниту па фактички па да инспирираме нешто и неколку да направи некоја акција во однос на нивно менување. Барем јас така мислам во ова раздобје од мојот живот. Од друга страна, благодарам за тоа што јас фактички подолг период сум бил малку и аут од, како да кажам, јавноста, затоа што мислам дека не ни имало потреба, не сум се ни пронаоѓал самиот себе си во таква некоја улога да треба да гатам, а од друга страна ниту па да треба да пророкувам нешто, да проречам нешто, нели, овој и самиот збор. Овој фактички професор, нели, и има некоја таква овој фактички релација со тоа што е пророк, просфеми, она како да кажам од грчкиот однос со стариот грчки јазик. Човек што како да кажам нешто прорекува и најавува нешто. И тоа низ фактички самата историја, после тоа се како да кажам, менува и така натаму, се ваја внатрешно и има фактички развој, па се до како да кажам, се до оној дел на она француско професор кој што го знаеме ние денеска, човек кој што го предава определен предмет. Вида, она фактички релација на тоа кој човек проречува нешто, мислам дека е доста важна за фактички секој од нас. Сад, овој пати уствари постави прашање за тоа кои ликови ми фактички биле мене ликови кои ме инспирирале, односно кои прорекле нешто кое што мене ми било доста важно. Овој фактички, односно се поврзале со некоја ме фактички поврзале мене со некоја идеја која што јас подоцна сум ја имплементирал во рамки на она мое сепство.
Јас ќе започнам од овој фактички моментот на она што јас го сметам како образование, првенствено затоа што морам да го фактички да го да го структурирам тој цел дел на она што тоест на на кој начин сум го градил мојот карактер. Она што јас го сметам како образование не е оној дел на она, како се вика тоа, формалното образование, туку е поширок опсек на односи, навики, фактички и влијанија кои се фактички случуваат во однос на животот на еден човек. И тука ќе го внесам моментот, например, кој е фактички доста важен за мене и генерално образованието како систем. Сега фактички се збора многу за тоа што е систем, системот е проблемот, кој е системот генерално, и јас она што го фактички подразбирам под систем е баш ќе овој фактички ќе се навратам на овој фактички на тој поим од старогрчкиот јазик, нели на фактички систасис или составување, или на фактички што е фактички системот. Системот е состав. И овој состав не е само состав од елементи што се формално институционални, туку и неформално институционални. И затоа сметам дека образованието има и неформални елементи, и тоа има и формални елементи во кои што ние припаѓаме и ние, како да кажам, ние како фактички професори влијаеме врз, како да кажеме, нашата публика на сцена на која што ја имаме, која што ги врзува сите нив да учествуваат. Меѓутоа, во мојот живот, јас како да кажем 15 годишен, фактички 16 годишен, многу сум имал одбивност кон образовниот, како да кажам, формалниот образовен систем, поради фактот што едноставно не сум фактички можел јас да се втолпам, да кажам, во таа смеса која што на фактички некој начин била унифицирана и многу била хомогена. За фактички личност како мене, кој што јас сум бил малку и по-усвари различен, фактички сум живеел Битола, сум бил албанец од Битола, по-усвари периодот беше 2000 и фактички прва година и така натаму. Јас ова епизода од фактички животот мој била малку климава, била и незаинтересирана за оној дел од формалното образование. И затоа сметам дека формалното образование докрај не го исцрпува моментот на образование, а уште помалку оној дел на тоа што се нарекува едукација, односно воспитание, што е многу важна работа. И сега, јас поттекнувам генерално од оној образовен центар кој што знае да се нарече улица. И улицата има малку поинакви правила. И од оној, како да кажам, авторитет од фактички самата улица сум скокнал после долго време во авторитетот на како да кажам, оној формалниот. После тоа сум станал, како се кажа, човек кој го засакал образованието и почнал да го следи во смисла на она што се нарекува формално образование. Ама првите ликови кои што ме заинтригирале во однос на она што се нарекува воспитание, биле ликови кои што биле надвор од самото формално образование. И са многу интересна работа е што тоа што има многу луѓе може стварно да се фактички сретнат па надвор од, како да кажам, училниците, па и фактички
и амфитеатрите, кои имаат капацитет стварно да се своевидни Сократи, кои едноставно вие ќе ги слушате, ќе ги како да кажам, ќе го впивате сето тоа, меѓутоа тие нема да фактички на крај да добиете некоја диплома. Дипломата ќе фактички биде она да вие не дојдете во ситуација да направите фактички како да кажам некои грешки, односно да не останете на факултетот на самата поемања улица, која што знае да биде некојаш и немилосрдна, меѓутоа знае да биде и стап со два краја, као фактички учите вештина во која што вие станувате и суверен лик во самата средина во која што вие живеете, а после тоа станувате ликови кои што после после тоа може да станете лик кој може да заглави во една таква дедлок ситуација, односно ќорсокак во кој што знае животот многу често да не одведе. Сега и фактички после тоа, откако сум почнал да читам филозофија, пошто филозофијата била таа која што ме фактички тоест го фактички реставрирала мојот однос кон фактички самата уствари наука и жетта, глатта, фактички непресушна потреба да јас почнам да читам и да учам, да се интересирам за мисла, да се интересирам за идеи. Тоа било фактички поемањам самата филозофија. Сум читал многу филозофија лево десно, меѓутоа сум се запишал на овој факултет и на факултет сум почнал да следам некои ликови, иако многу често мојата улична како да кажам навигација од претходно знаела на пример некои карактери кои што биле ликови кои не биле толку сакани и омилени меѓу некои фактички студенти да се пред моите очи на пример доста интересни затоа што го имале тој како да кажам она магија на пристапот. Иако било, како да кажам, знаеле да се малку и фактички груби, знаеле да бидат, знаеле да се малку по жестоки, да внесуваат во самиот час теми кои се малку по различни од оние кои би требало да ги предаваат. Знаеле по интердисциплинарно да го фактички разработат бенивниот курикулум за фактички да имаат поефективна како се вика изведба на својата настава во рамки на еден час. И тоа било за мене не фактички доста интересно. И тоа ликовите кои навистина фактички учиме се тоа оние ликови не од кои што учиме директно содржински, туку се оние кои што не инспирираат. Така што професорот, ако не те инспирира, мислам дека без разлика која е мудроста што ја носи и колку има како да кажам багаж на библиографија па и на биографија позади, ако ја нема магијата да те погоди со стрелата на како се викаше на Купидон, во тој случај мислам дека ќе помине низ курикулумот, низ фактички семинарот ќе стане забележан, меѓутоа за брзо време тој ќе избледи и ќе остане само некоја, како да кажам, некоја силуета бледа, која што секој студент после тоа ќе се потсети, да, имаше професор таму некаде, ама па тој фактички нема да е фактички ликот кога ќе ти спомне некој професор, чекај, тој професор. Да. Многу добро го заклучи, го употреби зборот инспирација, инспирира. Тоа е религиозен термин, инспиритус, вдахновение, така и многу други религиозни термини. Па и самиот збор образование е религиозен исто така, нели?
И едниот и другиот, изборот образование и изборот инспирација, на некој начин побудуваат нешто, некој вознес од секојдневието, што е многу тешко да се спои со техничкиот аспект на водењето дневник, белешки, оценки и така натаму. Многу е тешко да се одскокне тоа и затоа малкумина се, да речеме, професори што навистина инспирираат. Ја би споменал двајца што мене ме инспирирале, еден за жал неодамна почина, Тихомир Јанчевски. 16 години се знам на средна школа, нели тинеџерите сите се знаеме, најпаметни сме, ни читаме, ние сме најпаметните и доаѓа тој човек. Едноставно со оној сократовски знам дека ништо не знам, пред него не беше ни лош, ни строг, едноставно не бомбардираше со книги. И едноставно јас сватив дека ништо не знам и сватив што е тоа што не го знам. И од тогаш он ми го разбуди, ме погоди баш со стрелата на Купидон за читањето. Тогаш не престанав да читам. Одлично. И вториот професор би рекол професорката Елена Колева. Класичар, преведувач на Платон, случајно се најдов на предавање на класични студии и она исто. Колева си имал работа, значи. Да, се појавив студент архитектура втора година, влегов таму и мене вилицата до земја. Не толку со фактите што ги пренесе, туку со ширината на личноста која што пред мене се отвори, светлината што дојде и едноставно и обајцата која ги видов прв пат во нивниот елемент, сватив каква личност сакам јас да бидам. И ме повлекоа, инспириран од незе, запишав и како втор факултет филозофија. Сега, одсекогаш имало такви ликови на улица. Професорот Сидо, да речем, никош не ми предавал, меѓутоа ќе седнеш на Љубомир Тошев исто така беше библиотекар во Тошев. И Тошев исто. Муабети со него на клупа ќе седнеме, ќе почне за Достоевски, ми збореш, он ме влюби во Достоевски, да речем. Значи постојат и такви улични ликови и ликови на факултет. Меѓутоа, професорот денес, нели, која е улогата на професорот денес, посебно во ера на технологијата и во ера на овие системи Болоња и така натаму. Се сеќавам, Мухич се бунтуваше против Болоња, вика, ќе ми забрана од мене екс катедра. Па вика, јас знам, вие не знаете, јас сум тој кој што треба вас да ве просветлам. Нели, кој е проблемот, еве, како професор ти застануваш, криза на авторитетот, конкуренцијата со телефонот од една страна, држиме предавање, нив лицата им светат, играат игрици или што и да прават, нели? Точно. И проблемот на бирократијата, значи пак се подготвува нов закон. Се повеќе се бирократизира, се повеќе се воведуваат некакви мерки, како професорите да се некакви работници кои што треба да заштрафат одреден број на штрафови, ако не иде образованието, треба да им дадеме повеќе штрафови да заштрафуваат, нели? Пошто има слободно време. Да. Што мислиш, кои се проблемите тука? Има бајги проблеми, да сме искрени. Сега јас ќе овој фактички почнам без оддел, например, па како се после тоа ќе ги усвари она, како се тоа, нафрлам сите кои што сметам дека треба да стојат овој фактички во тој репертоар на фактички проблеми кои ги има самото образование, генерално па и самиот овој поименуван професор. Јас, например, пошто спомна неколку имиња ти, и па јас па ќе спомнам еден професор кој што ми усвари овој фактички предаваше етика, Иванчо Атанасовски, кој е еден од ретките ликови кој мене ме има инспирирано искрено и ме има чудовидено со она диалектична крајност, од една крајност до фактички друга крајност. Она, како се вика, па тоа фактички шетање која вие ќе го слушате, па начинот и пристапот, како што предизвикува кај вас, како чувство, она што тој го зборува. Овој било како ролер костинг, овој ролер костер фактички која вие од највисоко, па јаѓате фактички најдолу, па после тоа пак нагоре, па пак надолу. Човек кој
кој според она што јас овој поемам без овој па сметам дека овој новако хиперконзумеристичко време во кое што ние живееме е еден од ретките кој кажал на многу работи не. Дали сакаш да бидеш поемам бе декан? Не. Дали сакаш да бидеш ова? Не. Дали сакаш да бидеш редовен професор на поемам бе УКИМ? Не, затоа што ми смета. Јас знам многу професори, дел од не фактички и пријатели мене ми се, кои во приватни разговори се најцрно ќе кажат за ове фактички ове факултетот и местото во кое што тие ове поемам живеат. И работат. Меѓутоа, која ќе треба да се откажат од моментот на тоа, јас веќе не можам со цело ова лицемерие кое што го има тука, нема колеги, нема колегиум, нема заедница, пошто знаеш самиот дека ако нема една заедница, филозофска заедница која што е многу слаба кај нас тука Македонија, пример, овој фактички овој слично претпоставува во вам дека е и во овој фактички сите други овој како да кажам домени како овој па и архитектура и што ти знам така натаму овој фактички и самата индивидуа не може да расте, да сраснува и фактички да се создава во начин на кој што едноставно мора да го прави тоа за фактички да има некој успех. Нема успех без да има некоја како да кажам заедница. Заедниците се многу слаби поради тоа што индивидуите стварно не сакаат да придонесуваат натре самите заедници, а остануваат за да ги ползуваат оние, како се вика, оние привилегии кои што следуваат, а од друга страна има луѓе, например, кои што кажуваат јас ова не можам веќе и не сакам ни привилегии, само сакам да сум далеко од тука. Тој бил ликот кој едноставно ми укажал мене дека па чекај, овој имал шанса да напредува во својата кариера, ми кажал не и она фактички било согласно со оние идеи кои што ги промовирал и на час. Не сакам да кажам дека тоа се истите идеи кои што и јас ги промовирам, меѓутоа сакам да кажам дека овој па тие овој поменам бе идеи на она фактички она како се вика негативна диалектика која што сум ја читал самиот кај Адорно, овој па сметам дека кај овој човек го имало она во најизразита форма и тоа фактички за мене било доста како да кажам овој фактички овој инспиративно и доста било интересно како некој пример во животот дека стварно и некој екстремни ситуации може да дојдат до фактички некоја реализација, а не само тие да останат само на овој, како да кажам, некоја идејна позиција. Со кои се тие проблеми? Во овој, како да кажам, самото школо, процесот на овој поемам предавање и што ти знам така натаму. Јас мислам дека денес стварно е покомплицирано еден фактички наставник да одржи внимание кај самите ученици. Тоа ние го фактички знаеме затоа што го искусуваме тоа. Гледаме дека плюс кога имате вие предмет кој што се фактички нарекува филозофија и е преполн со апстрактни концепти, поими кои едноставно не корелираат овој поменаме често на пример со тој жаргон со кој што самите ученици 18 годишњаци, 19 годишњаци на пример, тие на кои што јас им предавам, тие знаат да кажат поменаме што е тоа фактички битие професоре, тоа е многу тешка работа, што е тоа битие. Знам што е столица, меѓутоа не знам што е тоа битие. И тука е работата на самиот професор да почне да објаснува и да дава некои примери, веројатно за кои што Хегел ќе се налози, каже филозофијата не функционира со примери, функционира она апстрактно
Ове фактички теориски. Ако ти фаќа главата, ти си за тоа место, а ако не, ти треба да работиш. Ове фактички нешто друго. Меѓутоа, ове фактички сметам дека треба да се реструктурираат сите оние елементи кои се однесуваат на ове предметот филозофија, на пример, од фактички старт. Имаше, на пример, минатата година имаше некоја иницијатива од Биро за овој фактички развој на образованието, кое што се зборуваше за тоа дека треба да се промени, тест имаше тоа филозофијата во средно беше ставена како фактички некоја подножичка, дали да ја фактички оставиме ние да биде како се вика, да биде задолжителна, или да стане изборна во трета година, да се предава лево десно затоа што едноставно знае да биде проблематична, но исто така децата имаат потреба од попипливи, како да кажам, предмети кои би ги усмерило појасно кон, како се вика, кон пазарот на трудот и образованието, да биде, тест, да има некоја релација со пазарот на фактички трудот, кај што ќе произведува кадар и кадарот после тоа ќе се фактички вработува веднаш после самото дипломирање и што ти знам така натаму. И мислам дека тоа фактички беше грешка, имаше доста реакција од како да кажам заедницата, колку и таа да е слаба и што ти знам лево десно, и стварно мислам дека тоа беше како недобро осмислена идеја од страна на оние што го фактички промовираа сето тоа. Меѓутоа, мислам дека фактички во свет во ове кој што фактички човекот се отуѓува постојано и е во овој фактички процес на отуѓување, сметам дека апстрактната идеја е доста важна за да може да ги свати некои чинодействија во самиот процес на овој фактички животот. Учениците се постојано на тие онлайн платформи, тука нема како да кажам поема бегање од тоа, и она разнесениот авторитет на самиот професор, например, е доста, како се вика, е доста маркантен и е фактички загрижувачки. Меѓутоа, од фактички другата страна, например, имате луѓе кои влијанието го како се вика, го импонираат на начин на кој што е подобно на така наречениот хипертрофирачки конзумеризам во кој што ние живееме и кој што создаваат имагинација кај самите како да кажам учесници во тој спектакл Гидебор, нели тука малку фактички во кој што им создаваат, тоест им се создава една слика за светот која што е доста не е искривена, меѓутоа е доста отуѓувачка. Фактички и авторитетот знае да се помести локусот од кај фактички самиот поема професор кој што зборува за тоа дека преме муабет ние сега тука за тоа што е добро, што е зло, преме муабет ние за поема Ниче Киркегор преме муабет, а после тоа имаме некои други поема идеи, на пример Блажан Миконос. Имаме фактички идеи некаде Мавританија шетање за 55, како да кажам, евра, фактички, ако споделиш, например, на твојот поеманам профил. И сега, професорот се соочува со тоа да треба да биде поинтересен.
поинтересен да понуди нешто појако имагинативно за ученикот кој во секој случај како се вика, живее во една, како да кажем, виртуелна реалност во која што и оние кои што ги следи 50 до 55-16 се, како да кажам, ове фактички подпомогнати, подкрепени од самата вештачка интелигенција. Преска читав еден текст, вика, фактички последни 2 години, над 50% од фактички текстовите кои што се произведени на интернет се произведени со вештачка интелигенција. Друг момент јас имам. Фактички пред некој ден разговарав со еден фактички поученик кој што фактички од фактички друга школа, не од тоа што предавам јас, од фактички друга школа. И вика, еден пријател вика мој и се додворува на една, усвари девојка, со помош на АИ. Со ChatGPT го фактички прашува ChatGPT што да и напише неа. После тоа вика, па и таа сигурно му враќа со помош на ChatGPT. Така што до кој степен отуѓувањето во тој свет знае да биде како да кажам потенцијално, во кое што комуникацијата меѓу луѓето дури завршува во ѕидот на АИ. Веќе професорот, како професор, веројатно се фактички соочува со како да кажам, предизвикот да биде поинтересен и да дава и по ready-made одговори од самиот, како да кажам, АИ, кој во секој случај, АИ знаеме ние дека тој цел, онај, како се вика, алгоритамски спектар во кој што влегува човекот, и многу често онај фактички предизвикан онај brain rot, нели, она скапување на фактички самиот мозок во кој што човекот едноставно на конзумеристички начин гледа да ги решава и оние есенцијални елементи и сегменти во кои што самиот човек живее. Како да кажам, дури во самиот тоест во градењето на релации со другите луѓе, љубовни релации правиме муабет, во кој што самата фантазија треба да биде како се вика по фактички длабоко како се вика тоа и инспирирана, меѓутоа и екзалтирана. И како се вика, јас и моментот на како се вика тоа дека самите тие ликови кои сега за жал веќе имаат и поусвари голем, како се вика тоа, па и авторитет врз па самите како се вика тоа ученици, например, знаеме дека тие се поименаваме луѓето кои заработуваат многу пари. Заработуваат дури некои милиони, дури имате вие коли возат и што ти знам лево десно, а го гледате наставникот дека има таму некоја стара кола, дека едноставно има стара облека на него и викате, чекај, овој човек горе долу не е овој фактички образецот на кој што јас би сакал да се угледам. Иако јас мислам дека тоа е булшит, нели? Во секој случај го имаме и ваквиот пристап. И тоа мислам дека горе долу ја исцртува на фактички некој начин она, како да кажам, она фактички поименаваме насока која до која што е едноставно доаѓаме ние како предизвик. Ние, наставниците, се соочуваме со предизвик кој е доста присутен
и кој едноставно има многу слоеви во таа фактички некоја како да кажам релација со усвари нашите поученици, студенти и слушатели. Зачна многу теми. Секоја една тема може посебна емисија да разработиме. Би сакал да се вратиме на неколку теми што ги започна. Прво зборуваше за кризата на вниманието. Ова е веќе документирано, зашто постојат големи број на студии за овие генерации сега што се твои мои студенти на светско ниво, значи ова не е наш локален проблем. Значи постојат студии според кои во просек 5 сати, часови на ден младите поминуваат на екрани. 5 сати дневно. Па и старите. И старите. Се сеќавам во времето кога Арнолд Шварценегер беше мистер Олимпија во пикот на неговата кариера, тоа го постигна со 5 сати дневно вежбање во теретана. Ако 5 сати на ден, ако свирам гитара, ќе станам виртуоз. Ако вежбам 5 сати шах, ќе станам шахмајстор. Какви шахмајстори, какви виртуози, во што стануваат младите, бркајки ги тие кратки видевца по 20 секунди, со што мозоците се формираат на начин на кој што скокаат од тема во тема. Кризата на вниманието е веќе документирана. Овие помлади генерации што се израснати со телефон, не можат да се фокусираат подолго. Студенти во врвни универзитети, Йейл, Харвард и така натаму, студенти по книжевност не можат да исчитаат една книга до крај. Студенти по филм не можат да изгледаат цел еден филм од саат и пол. Да не збориме за Тарковски од 3,5 сати. Така. И саат и пол тежок е тој. И саат и пол е тешко. Да. Значи, се е фокусирано на кратко. А отпорот е она што не збогатува, што не прави. Со тек од 1 кило нема да направиме мускули, затоа треба да Шварценегер крева 200 кила, така. Креваш. На времето, значи самото образование беше фокусирано такво да даваше голем отпор. Се сеќавам теоретските на архитектура предмети, ние по 12-13 книги цели ги читавме. На филозофија исто така. Јас се сеќавам критика на чистиот ум од 500 страни, од Емануел Кант, ја прочитав за 48 сати без пиење, со кафења во библиотека Браќа Миладиновци. Значи, задачите ни се задава и ние, за да поминеш, ти мораш да туркаш, мораш да влечеш, мораш да читаш, мораш да работиш, да решаваш задачи. Денеска и системот се олеснува. На студентите не им се даваат задачи да исчитаат цели книги, им се даваат делчиња. Вика дај им делче од ова, делче од она, состави едно. На некој начин се надпреваруваме со TikTok. Дури треба можеби да бидеме забавни, да им танцуваме за да ги привлечеме, нели? Како го гледаш тоа? Ова е бизнес модел во основа. Ова е истиот бизнес модел како бизнес моделот на коцкарство. Целта на слот машината е да те навлече, затоа што во секој момент мислиш дека ќе излезе некоја паричка. Точно. Во секој момент на некоја глупо видевце со маче мислиш дека ќе излезе некоја смешно видевце со маче. Ти се формира мозокот на начин на кој што те оневозможува да се задржиш, да го задржиш вниманието на еден предмет, на една цел, на една книга, на една било што сакаш. Значи ти реално не само што не можеш да станеш филозоф или виртуоз во гитара, не можеш да станеш ни добар било што, архитект, инженер, така натаму. Апсолутно. Што да правиме со тоа, нели? Како веќе има забрани, да речеме, забрани, да. Во Австралија забрани од 16 години. Па и Скопје исто така тука, кај е дел од школите внатрешна политика на како да кажам, самото школо знае да биде, например, сите телефони да се исклучени. И јас мислам дека и не се баш, како да кажам, телефоните вие и доколку ги исклучите телефоните, да кажеме, тие веќе овој поема нам после тие 4-5 овој поема нам часа на овој поема нам на школа, после тоа тие ќе продолжат повторно со тие телефони. Контролата врз фактички самите усвари телефони, не знам на кој начин да се како се вика, да се воспостави контрола во која што ние само свесно ќе почнеме да не следиме како да кажам такви
овој фактички алгоритамски сензации и ќе се фокусираме на тоа што е надвор од светот на таа фактички поименавам дигитална платформа. Ако имаше, например, ако знаевме ние баш за тоа, како се вика, за образованието, дека е она кое што представува платформа или е терен на репродукција на фактички цела идеологија, цела фактички држава. Од идеи за поименаваме нации до идеи за како да кажам, сепство, за тоа што е светот, што е Бог и што ти знам така натаму. Пасивноста на фактички слушателот продолжува и таа е фактички зацврстена. Зошто? Затоа што учениците кои беа фактички на овој поименаваме час и кои после фронтална поименаваме настава фактички нема идеја и тоест после час тие ќе си отидеа од школата, посвари дома, ќе чита и ќе има фактички некој пристап, критички пристап. Сега, после часот, кој веројатно има, како се кажа, потенцијал, па и насока структура, да ги структурира, да ги насочи во насока на тоа да се пасивни субјекти, можам да кажам, тие после тоа не работат на тоа да се активизираат и после тоа да станат активен субјект. Она идеја на тоа што се нарекува критичко образование, што го знаеме ние, нели, од како се кажа, од Фреире, па Жиру, па Иван Илич и што ти знам така натаму, која што едноставно се обидува фактички идејата на професорот да ја воспостави, да биде некој координатор, а да не е оној изворот на знаење, на прорекување, као ја ќе кажувам сега, па вие ќе видите дека поименавам како се кажа, дека обвиднина ќе биде вака и вака, како што јас знам да ви кажам, фактички па тоа е она фактички кое што би требало да се промени, да биде дел од минатото. Меѓутоа, до ден денес гледаме дека професорот не станува се уште координатор, туку останува диктаторот, кој ја фактички диктира целата како да кажам, целата и атмосфера и амбиент во самиот час. Сега, јас мислам дека најголемиот успех за еден поименавам наставник кој што предава филозофија генерално е откако ќе заврши часот. Темата која што ќе начне да се дискутира, учениците продолжуваат надвор од фактички часот да ја дискутираат. Кога ќе одат поименаваме дома, кога ќе пијат кафе со фактички своите родители и кога ќе се сретнат со своите соученици, пак ќе продолжат оннаму каде што имаат фактички застанато, па да ги дискутираат ваквите теми. Затоа што ваквата тема знае да би... И овие теми се многу важни теми. Теми кои фактички зборуваат за тоа што е мудрост, што е животот и смртта, зошто смртта, зошто животот, што е слободата на избор, што е волјата, зошто сум тука кај што сум. И што ти знам така натаму. Тоа е идејата на самиот професор. Во тој случај, јас мислам дека фактички ќе ги инспирира и да се откачат, дури и по критички да го апсолвираат
оној дел од како се вика светот во кој што тие припаѓаат, затоа што овој знаеме дека тие се дел од овој свет на фактички многу слики во кои што гледаме дека 90% последниве години барем дека и не се вистините слики на овој поименавам текстови кои ако ги прочитате ќе видите фактички многу безсмислени реченици кои едноставно не се напишани дури ни од самите нив, затоа што и самите тие фактички се во еден тоест она фактички ready-made свет во кој што постојано како се вика тоа ќе напишам некој текст, ама нема да биде половично мој, ама нема врска на крај тоа ќе овој поименам помине и фактички на крај јас ќе ја поименам завршам целата работа. И мојата обврска на овој поименам час. Затоа сметам дека можеби би требало да се променат и оние делови на задачи. Какви задачи треба да исполнуваат самите фактички ученици? Како се вика, оние кои што дури и вештачката интелигенција би ја ставиле во еден предизвик да може и самата да се фати во собствената јадица на алгоритми кои произведуваат многу често и небулозни, но и фактички ситуации на безсмислица. Од училницата излеговме во широкиот свет. Студентите не живеат и учениците не живеат нели во меур, значи тие не живеат во училницата. Да. За да изградиме благородни души, да речеме, сериозни карактери, ние треба да имаме личности кои што имаат широко образование, оно што порано го нарекувавме општа култура. И сега малку ќе зборуваме за кураторите на јавната на тоа јавно знаење. На времето, да речем, ќе излезеш од училница, ќе пуштиш музика, ќе слушаш музика. Како избираш што слушаш? Порано ние имавме диџеи, имавме водители, радиоводители, Стоторека, Мирко Попов, Касика, Шурбе, Путица и така натаму. Драган Б. Костич, така, сум го уживал. Значи, тој куратор кој што кажува зошто оваа песна, овој албум е добар. Значи, не зборуваме за некое специализирано знаење за класична музика, зборуваме за општа музика, со информации, имаме жива личност која што ти ја курира уметност, поп-култура, дури и поп-културата, нели? Филм, кино, и така натаму. Значи, имавме живи куратори кои што го канализираа знаењето, самите го има во себе и го пренесува. Меѓутоа денес како ќе отвориш Netflix, не постои жив куратор кој што те насочува кои филмови да ги гледаш. Кога ќе отвориш Spotify, имаш алгоритам кој што ти го, значи вкусот, тука се формира вкусот всушност на еден млад, да речем утре ќе биде уметник или архитект, каква личност ќе имаме чиј што вкус е формиран од страна на алгоритам. Вкусот значи и карактер всушност. Значи ние се надпреваруваме со алгоритам. Што да правиме со? Значи алгоритмот и најстрашната последица од овој алгоритмички куриран вкус е во тоа што може да има двајца луѓе кои што седат еден до еден, слушаат музика и не слушнале значи не постои општа култура, не постојат општи културни референци. Во првата емисија за кој го постави прашањето за алтернативата. Значи мора да постои одредена култура, поп култура на која што ќе имаш алтернатива. Меѓутоа имаме овде комплетно недостаток, ја излагам пред студентите, имаат недостаток на општи културни референции. Апсолутно. И не знам како да искомуницирам знаење ако не знае Монти Пајтон, што правам шега за Монти Пајтон, не слушнале никогаш. Значи не мора да го знаат, да го гледале, но треба да имаат културни референции. Нели, што да правиме со личности чии што по дизајн алгоритмите ги фрагментираат.
Тие живеат едни до други, гледам седат, некни гледав 4 момчиња, 4 девојчиња излезени на романтична вечера, пријателска, сите беа со мобилните, никој со никого не комуницираш. Така, значи имаме меурчиња, лајбницови монади, еве да употребиме филозофски термин. Како тие луѓе да ги ставиме заедно во една заедница? Како да ги ставиме во... Па тие се во овој фактички заедница, меѓутоа заедницата знае да биде малце хетерогена и тие живеат во свет во кој што е па јас значи дури можам да ја поименувам направам таа, како да кажам, дистинкција на она па најдобар свет од сите можди светови лајбници и најлошиот свет од сите можди Шопенхауер, нели? Гледам дека многу млади, меѓутоа и повозрасни луѓе кои што ги знаеме ние горе долу се како да кажам наши поименувам генерации плюс минус, се смеат само на Инстаграм фотографии. Во живо ги немам видено или многу ретко се смеат. Многу ретко се среќни и многу ретко фактички перформираат некоја фактички радост. Светот на фактички на Инстаграмот и е оној свет во кој што фактички па и сите тие таму TikTok и што ти знам некои други платформи се оној свет во кој што се промовираат одредени типови на како треба да изгледа женско тело, како треба да изгледа машко тело. Што е машко, што е фактички женско. И имате вие кој е успешен, кој не е успешен човек, кој е фактички, тоест стандардот на тоа која е добра фотографија, а која е лоша фотографија, или која е добра слика, која е фактички лоша слика, во смисла на тоа ове фактички не добро лошо, како да кажам, во таа етичка смисла, туку во она фактички како е добро сработена. И тие фотографии што ги гледаме генерално се позредувани од страна на тие некои, како се вика, некои прочистувачи, филтри, што ти знам лево десно, кои што ги доразработуваат тие за фактички среќата да биде максимална. Така. Дури имаме инфлуенсери кои што воопшто не постојат така. И инфлуенсери кои воопшто не примери, урнек на тело, на изглед, на очи, сето така што комуницираат, така што се комплетно генерирани. Кој фактички ако ги гледаме вака како што па тие фактички поименувам функционираат, гледаме ние дека тие генерално целта нивна е што? Дури не да промовираат она што треба да го промовираат, туку идејата е да стигнат до следбеници. Следбениците им обезбедуваат подобра позиција во тој однос на како да кажам, оној фактички преговарачки однос со, како да кажам, компаниите, каде компаниите им плаќаат фактички добри усвари фактички хонорари за она што тие го фактички промовират. И сега ќе видите вие личност кој што има некоја, како да кажам, некоја дејност бе јога, нешто што поименувам лево десно, фактички поименувам промовира лево десно и после тоа ќе видите вие користите Рексона. Слика со поименувам фактички Рексона. И сега овие платформи што ги спомна самиот, како Netflix, како лево десно, кои фактички се и навигатори на вкусот на овој фактички сите нас, не ги води она идеја човек да создаде карактер
кој што едноставно ќе биде она дури онтолошки поврзан со она најинтимно кај фактички човекот. Јас сум фан на овој поема Ханеке, фактички Михаил Ханеке. Јас мислам дека, како да кажам, овој фактички неговите филмови, мислам дека го прикажуваат она што јас фактички сметам дека па најдобро го имаат прикажано во тој период на рани 90-ти, ја кажеме. Така натаму. Овој го создава карактерот на еден човек, па и вкусот, па и моментот на тоа како тој човек во одредени ситуации дури и несвесно ќе ги манифестира и артикулира некои елементи од својот морален код и морална вертикала. Оно на што го гледаме ние денеска е идејата дека на овие платформи целта им е човек да се претплати. И човек фактички да се претплати и човек фактички да ги следи. Сега, што тие усвари нудат? Многу често нудат, како да кажам, слична поеманавам тематика на овие филмови кои што имаат и многу често она како се вика поеманавам теми на пример за крај на светот. Крај на светот, кој што едноставно сепак на крај ќе се спаси од некого или фактички нема да се спаси, меѓутоа она или па поеманавам некој пост апокалиптични, како да кажеме, поеманавам некој сценарија кој едноставно ќе ги поврзат поеманам луѓето на пример да се во некоја постојана поеманам како да кажам анксиозност. Вие усвари многу ретко ќе поеманам најајдите филмови видите поеманам филмови по тие платформи кои имаат некоја критичка содржина, критички пристап кон самата култура, кон самото општество во кое што ние живееме, кој што ќе ја исмејат и кој што фактички фактички создадат субјекти одговорни и активни во насока на па наумување на една сосема нова проекција за тоа како треба ние да фактички живееме. Ако гледаме филмот фактички Тарковски, поеманам без знаеш самиот. Поеманам фактички гледаме таков филм, знаеме после тоа и да не заспиеме цела вечер. Или ден-два и постојано да го мислиме некој момент. Јас, например, тоа што му би фактички текнува са, например, во поеманам Бирор. Како да кажам, секвенците, поеманам пасија по Матеот Бак, например, таму, со он фактички, фактички со тој архетипот на докторот кој што мислам дека прави фактички релација со докторот кај Чехов, па односно со Чехов, поеманам како писател. Од друга страна гледаме ситуација која што гледате филмови кои вие треба да ги видите, да ги догледате, да заврши филмот и да завршите со тој филм. Вие веќе да немате релација со тој филм. Тој филм вас да не ве стави во тој логос на самиот филм. Филмот како филм, песната како песна, културата како култура има свој логос. Создава логоси кои што се како да кажам, своевиден епицентар на идеи од кои што се оплеменуваат сите оние кои што влегуваат сакајќи или не во тој фактички логос. Фактички вие знаете
да изгледате добар филм ове во смисла на тоа што зборував до сега, или да изслушате добра песна, или па немаме да сте, тоест па да учествувате на овој фактички настан кој едноставно фактички ќе го промовира сето тоа што претходно јас го зборував, е многу различно од оној вид на фактички настани дека ќе одам јас дури и ќе одам за да заборавам на светот и животот во кој што јас немам живеам. Значи, и начинот на тоа како ние се забавуваме е исто така конзумеристички. Сакам да кажам дека се ова што го гледаме ние низ овие платформи и ова фактички немам култура што ја искусуваме, генерално има многу јака конзумеристичка основа, која што нели како да кажам се повикува на начинот на функционирање на самиот капитализам. Капитализмот нели не е само профитот, да, туку начинот на еден човек, како тој човек настанува. Хегел дури викаше, ти си она што можеш да станеш, ти не си тоа што си и не си тоа што си бил. Тоа се фактички секвенци. Ти си она кој што ти можеш на вистина да станеш. Што можеш да станеш? Јас како што гледам, ние стануваме постојано личности кои изолирано ја гледаме стварноста. А не во оној фактички пристап кој што јас сметам дека треба да се следи. Например, имаме ситуација ние ќе си купам јакна. Никогаш не гледаме за тоа дека јакната има свое потекло, има своја историја и има начин на тоа како е произведена јакната, од каде доаѓа таа јакна, кој ја произведувал таквата јакна. Начинот како е фактички транспортирана, донесена тука, како се продава, која продава и после тоа како таа ќе заврши на крај. Таа ќе заврши како ѓубре. Одговорноста наша за јакната што ја имаме, а имаме уште 5-6 јакни дома, она фактички последица која што не учи самиот систем во кој што сме ние фактички дел, дека сепак на крај сепак има некаков крај и има некакво исходиште. И ако ние не го фактички гледаме тој како да кажам развој, сметам дека ние фактички меѓу другото стануваме субјекти на како да кажам, на неодговорност. И од тука го гледам и самиот проблем, например, дека ние сакаме само да земаме, сакаме само да гледаме, ама да немаме однос со тоа што го гледаме и со тоа што го слушаме. И вкусот е имено диригиран во овој фактички насока фактички ние да не длабиме кон себе си, туку едноставно да се заборавиме самите себе си, да ја немаме она фактички трансценденција која што фактички имаме потреба, туку едноставно ние фактички да сме парализирани единки кој што го гледаме живото како ни минува и единствениот крик што го имаме и агент што го имаме кај нас да биде дека ние сакаме да купуваме и сакаме да фактички трошиме. И овде културата за жал е крајно отуѓувачка и крајно како се вика она објектифицирачка. Сега како да се бориме против тоа?
Тоа е многу јако прашање и многу важно прашање. Меѓутоа, како се вика, фактички сметам дека ние ние како наставници и имаме некоја, како да кажам, должност, меѓутоа имаме и можност преку нашите методи да фактички влијаеме врз нив со тоа што ќе им покажеме дека постои нешто алтернативно. Постои нешто различно. За среќа, например, школото кај што предавам јас, оние фактички субкултури се како да кажам, доста поименавам присутни, иако сум предавал и по овие други школи кај што тие биле дури и некоја на фактички поименавам ситуација, беге тие се поименавам многу различни, ама фактички но и начинот на овој фактички живот и вон една фактички субкултура не е начин фактички само на облекување, туку фактички тука и начин на како да кажам, мислење и дејствување во светот, што е уште поважна работа фактички да се направи. Културата е како, значи рековме, денеска се сваќа како нешто лесно, некаква забава која што треба да не зашемути на некој начин, а во основа културата е како спортот, така колку повеќе имаме отпор, толку повеќе се збогатуваме, така, или физички сила стекнуваме, нели? Колку повеќе бара од нас еден филм, една книга, една песна да слушаме, колку повеќе внимание и напор бара, толку повеќе не збогатува како личности, нели? Што не е ситуација, нели, со таа инстант култура која што ни се промовира. Од сферата на културата доаѓам и во сферата на јавното знаење. Значи, ако се интересирам за ситуацијата во светот, што се случува, ќе отворам Foreign Affairs, ќе најдам експерти за Иран, САД, Блиски Исток и така натаму. Од различни аспекти, најновиот број од различни аспекти, неколку експерти кои што представуваат експертско знаење. Експертското знаење е тешко да се стекне и тешко е да се абсорбира исто така. Точно така. Некои експерти во минатото од 20-30 години натаму во одредена тесна област почнуваат да зборуваат за сите сфери. Имаме експерт по лингвистика, светски врвен експерт по лингвистика, кој што почна да зборува за меѓународни односи. Зборувам за Ноам Чомски. Значи имаме интелектуалци. Сега проблемот на јас сум многу критичен кон Чомски, меѓутоа Чомски сепак е личност кој што има многу грешни ставови, многу неразбирања за ситуацијата, бидејќи ниту е историчар, ниту ги знае локалните контексти, меѓутоа има една вертикала, да речеме, има некој став кој што може да се согласуваш или може да не се согласуваш. Така. Но од експертот, од интелектуалецот доаѓаме до ерата на, ти го зачна овој муабет, без сакал да го продлабочиме натаму, на инфлуенсерот. Инфлуенсерот е денеска оној кој што ги формира гледиштата за светот, гледиштата за војните, гледиштата за политичките, економските ситуации. Од што се води инфлуенсерот? Ако интелектуалецот се води од некаква идеолошка вредносен систем и така натаму, со кој можеме да се согласиме, може да не се согласиме, инфлуенсерот се бави со бројот на кликови. Значи, ако оваа емисија, например, ако ние сме, да речеме, инфлуенсери со подкаст, ако кажеме нешто лошо за жените, да речеме, ќе имаме 1000 лајкови, некои будали ќе кажат браво, убаво кажа, и ќе добиеме 9000, срам да вие, видете какви сте. Меѓутоа, на крајот на денот, за инфлуенсерот се битно дека 1000 плюс 9000 се 10.000 views, тоа е преточено во толку и толку пари. И затоа имаме инфлуенсери кои што се заземаат со темата на денот, без никаков став, започнуваат со фитнес, преминуваат за ситуацијата во Блиски Исток, завршуваат со
дали има или нема ванземјани и дали земјата е рамна, така натаму. Се по битка на лајкови. Точно така. Каков свет ќе живееме во кој што ставовите за светот и така се формираат масите гласаат после и гласаат за луѓе како што денеска имаме во САД, кој што ултимативниот, нели, инфлуенсер и апсолутен популист, бидејќи само популистот е некој што може луѓето со толку краток фокус на внимание и толку скоковити ставови да ги заземе, да ги превземе со еден хаотичен однос. Па јас мислам дека е тоа, како да кажам, овој поименавам последица на тој спој на овој па не на тоа што е интернет платформа, да кажеме, платформи и искривоколчено гледање на тоа што е фактички овој поименавам демократија. Као демократско е моето право јас да можам да окажам својот став. Извини, не можеш да окажеш твојот став ако ти овој фактички едноставно никаква релација на мислење и на знаење немаш за тој став, односно за проблемот со кој што ти сакаш да го опишиш тој став и да дадеш некаков овој поименавам вредносен суд. Едноставно немаш. И овој фактички гледаме ние дека она што во, како да кажам, минатото фактички некаде пред 20 на години, па и претходно 25-6 години, јас сум бил некаде 13-14 години кога сум почнал со интернет, она поименавам тој фактички Мирц, па се до некакви други платформи, имало слобода на анонимност и имало слобода човек да може идентитетот што го живее, да може овој фактички на своевиден начин да го докомплетира во интернет сферата. Живееме нешто тука, меѓутоа имаме некој овој различен свет во кој што ние сакаме да избегаме, меѓутоа тоа не е бегство во смисла не сме задоволни од овој свет, туку тој свет има фактички нека друга димензија и фактички диспозитив. Овој па затоа што јас ќе овој постигнам во тој свет. Сега имаме ситуација во која што светот на интернетот и на тие социјални мрежи сакаме да се отслика во светот во кој што ние го фактички живееме, а светот на интернетот, сега како што претходно овој поименам кажавме, е преполн со филтри кои што ни го разубавуваат, а овој свет во кој што ние сме тука и во кој што сме крајно пасивни субјекти, тука не овој фактички сакаме да го овој па да го разубавиме, меѓутоа тоа не сме во некоја состојба, па затоа и гледаме некои сайд ефекти. Овој поименавам примена на овој поименаваме филери и така натаму лево десно, кои се овој поименавам обидуваат, например, да овој фактички дојдат до овој поименавам совршена форма, која што ја фактички среќаваме на интернет. Овој фактички тие што се овој поименавам, овој како да кажам, како и овој како инфлуенсери, сметам дека тоа е едно од тие за жал злоупотреби на фактички самата идеја на она што е фактички демократија и злоупотреба на тоа што е овој поименавам духот на фактички овој фактички плурализмот. Плурализмот кој е осакатен од сите можни аспекти на тоа како да се имплементира целосно во општество во кое што ние сакаме да овој фактички живееме. И сега лајковите
кликовите, па и фактички на крај заработката им овозможуваат да ја репродуцираат онај идеологија која што е многу присутна овие последниве 20 на години, па дури ситуации на тоа гледаме ние дека има и фактички некои луѓе кои едноставно тераат она alt-right, far-right, поима немам подкасти во кои што ги како се вика тоа, ги рехабилитираат дури па идеите на поименавам десничари, крајни фашисти, поименавам нацисти од фактички за средината на 20 век, например. Ова им овозможува во секој случај и он фактички што се усвари поименавам нарекува sustainability и моментот дека тие се овој како се вика тие се споделувачи на јавниот интерес и учествуваат во како да кажам поименам јавното поименам мисла. И сега поименам можеме да ги сечиме нив, тоа шанса нема, иако како се вика јас поименам сум за како да кажам поименам некој вид на како да кажам поименам бецензура да кажеме. И тоа и па тоа што па тие се активни во таа поименам сфера, например, имаат уште 10,000 лајкови позади, има сите овие учествуваат во овој Cloud Capital, поименам кажам, каде што сите ние ги следиме и сме вработени, условно кажани, во самиот тој поименам аспект кој ја прави таа, како се вика, поименавам виртуелна шема, на фактички поименавам контрола и антиципација. Затоа што сепак на крај како се вика, фактички сите ние кои што учествуваме во интернет просторот, и сме активни по тие, како да кажам, мрежи, па ние активно работиме и сме вработени, бесплатно, за оние, па тие фактички компании кои ги оддржуваат таквите мрежи. Така што мислам дека сето тоа тоест, фактички дека не се вклучени само тие, туку има поименам широк обсек и фактички фактори кои придонесуваат да постојат поименам ваквите луѓе. И фактички ваквите како да кажам инстанци. Сега мислам дека како се вика, па дека постоењето на ваквите како да кажам па инстанци воопшто не ги загрижува оние кои можат да ги цензурираат, затоа што оние кои можат да ги цензурираат им одговара да има и вакви следбеници, затоа што цела една група ги интегрира во таа некоја фактички нивна логос нека биде, нивни логос. И затоа мислам дека е многу тешко исправувањето со ваквите како се вика ваквите инстанци. За жал. Понека да на некој начин комплетираме, да ги кажеме, да речеме, завршените мисли со прашањето што Ленин го постави, нели, што да се прави, нели?
А на кој начин да излеземе на крај со сите овие феномени, и во образованието, и во личната наобразба, и во личната култура. Секој поаѓа од себе, да речем, јас започнав да речем да купувам плочи. Ја познам луѓе, пријатели имам кои што купувам и јас плочи, ја ти кажам. Купувам плочи, се трудам да пишувам на рака што е можно повеќе, се трудам да земам книга да истерам до крај, така. Напишев еден текст за спора уметност, спора кинематографија, естетика на досадата. Досадата не е лоша работа која што треба да бегаме на мобилниот, тоа е нешто кое што треба нели да не фокусира. Што мислиш, што да се прави? Познавам луѓе кои што, верували или не, немаат смартфони. И јас познавам такви пријатели наши што сме се дружеле. Чудесна работа или што немаат социјални мрежи, нели? Социјални мрежи. На кој начин да се дистанцираме од овие работи кога сме фрлени од сите страни? Така, ние немаме можност да ги менуваме законите да забраниме постоење на Google. Иако има, сега минатата недела Мета доби неколку тужби во Соединетите држави, каде што се докажа на суд дека знаеле дека нивните алгоритми генерираат штета на студентите, на младите, така. И не ги менувале. Значи, знаеле дека ги дули некој навеле на самоубиство и така натаму, на булинг и сето тоа, не ги менувале. Веќе постои јавна свест за промена на себова, јавна свест може да треба да потикнеме и кај родителите, во однос на користење на мобилните, така натаму. Кои се твоите мислења, да речеме, на кој начин би се бореле и со себе си и околу првата битка е битката со себе, така. Джабе ќе кажеме Стоички треба малку. Джабе ќе кажеме немој телефоните те углупавуваат, а ние цело време да вртиме, така. Апсолутно мислам дека треба да се почне од фактички себе си. Јас мислам дека при секоја морална девиза па и фактички поема нам прогласена должност треба да се почне од фактички себе си. Јас мислам дека себе си човек треба прво да влезе во диалог со фактички себе си и да почне со фактички себе си малку да се поусвари занимава. Човек треба да и тие се како да кажам добри поименавам стратегии, да кажеме пишувам на рака, цртам, например, кога ми е уствари досадно нешто, цртам лево десно, поименам шах, играм со партнерка, сопруг што и дајри и што ти знам така натаму пријатели. И дури ако имате и смартфон, фактички во одреден период од фактички денот можете, например, да оставите и дома. Па да излезете, да се прошетате со поименам пријатели, уствари ваши. Зошто? Затоа што појавата на смартфони, телефони, мобилни, и така натаму, ја уби она спонтаност која што ја имале луѓето, фактички уствари поименам претходно, може да ме најдеш утре кај Јоле, да кажеме. Тоа е тоа. Ама не, чекај малку, ќе се договориме. Нема шанса да поименам да се фактички поименам да говорим. Се што идејата? Идејата верувам фактички идејата е да бидеме поспонтани. Јас мислам дека спонтаноста која што би требало да ја имаме во оној општествен аспект, мислам дека треба да ја форсираме и треба да ја фактички да ја стимулираме и оние пред време договорени, како да кажам, релации да почнеме не да ги намалуваме, меѓутоа во фактички секој случај да се па да оставиме опција и за овие што ги спомнав. Јас гледам дека спонтаноста е многу изгубена. Јас гледам фактички пред некој ден ми се јави еден пријател и гледам поименавам човек, јас го поименавам
овој фактички го немам видено некое време. И ме изненади фактот кој чекај, човеко фактички ми се јави. Па немам некоја професионална обврска да имам некој овој контакт фактички со него и сега некако тоа стана чудно за мене. Така што мислам дека овој фактички треба да се остави простор за тоа ние да сме спонтанноста да ја стимулираме повеќе. А од друга страна, јас мислам дека целосно нема шанса да се откачиме, да се откажеме, затоа што едноставно ако сакаме да следиме работи во светот, и во нашето општество кај што ние сме дел, едноставно шанса нема тоа да го фактички откачиме. Меѓутоа, она целосно ден губење постојано, скролање, мислам дека тоа едноставно треба да го снема, треба фактички да се избориме за она економија на вниманието што ја имаме изгубено и што сме крајно отуѓени во тој фактички аспект. И мислам дека тоа тој дел мислам дека на тој дел мислам дека треба фактички да се работи многу повеќе. Така некако мислам дека треба да сме ние агентите и фактички промоторите на тоа што го проповедаме, првенствено да го живееме. Затоа што мислам дека сепак на крај авторитетот ќе го фактички добиеме на тој начин, а не на друг некој начин, како што па не уствари овој гаталец, туку треба да сме оние фактички паталци кои ќе зборуваат низ призмата на фактички собственото искуство. Мариглен Демири, благодарам, ми беше задоволство, отворивме безброј теми, отворивме теми кои што ни половина од темите што ги договоривме, така што имам уште што некако брзо помина некако. Да. Ако интересно брзо поминува, се надевам дека и гледачите се надевам дека интересно ќе им биде и нив и фактички овој фактички дека ќе ги поименавам во фактички некој сегмент дека ќе ги инспирираме во некоја поименавам насока, например и тие да почнат да фактички размислуваат нешто. Да го тргнат мобилниот на страна, да отворат книга, да купат винил плоча, пак да го земат телефонот, меѓутоа сепак да посветат внимание на битните теми, фокусирано внимание, бидејќи вниманието е оно што ни го гради карактерот. А за тоа сме самите одговорни пред се. Благодарам, Мариглен, благодарам на гледачите. Се гледаме наредната недела.